Ова се попладневните вести на Слободен печат. Еве што е ново кај нас и во светот. Новиот републички обвинител Ненад Савески денеска даде свечана изјава пред председателот на Собранието Африм Гаши, со што официјално ја презаде функцијата. По изјавата Савески рече дека интересите на политичките партии не се негов интерес и дека обвинителството мора да функционира исклучиво врз основа на законите, без влијание од политиката. Политиката не била и нема да биде дел од мојата работа. Без оглед на тоа колку гласови сум добил, мојата работа ќе зависи од законските обврски, изјави Савески, осврнувајќи се на фактот дека неговиот избор не доби поддршка од опозицијата. На вчерашната седница на Светиот архиерерски синод на Македонската православна црква Охридска архиепископија, епископот Велички господин Никола е избран за нов митрополит австралиско-новозеландски. Формално станува збор за кадровска одлука, но суштински брифираат извори од МПЦ. Ова е обид за нов почеток на една од најчувствителните епархии надвор од државата. Изборот на митрополит Никола доаѓа по 3 децении турбуленции во австралиско-новозеландската епархија. Разрешувањето на владиката Петар на негова иницијатива отвора простор за нов почеток. Останува клучното прашање: дали е ова суштинска промена или само ново лице во старата приказна? Алијанса за албанците, предводена од Арбен Таравари, го доби судскиот спор за партијата и порача дека секоја група што ќе се идентификува со името на партијата ќе се соочи со правни последици. Таравари пораката му испрати на поранешниот сопартиец Зијадин Села, со кого 2 години водеа правна битка чија е Алијансата за албанците. Села пак порача дека не се откажува и битката за Алијанса ќе ја продолжи пред апелацискиот суд. Како што сега правнички стојат работите, печатите на Алијанса сега се во рацете на Таравари. Предлог законот за заштита од пушење на 24 март ќе биде на седница на владата и потоа ќе биде процесуиран понатаму во Собранието. Сметам дека за не повеќе од 1 месец, максимум месец и половина, законот ќе биде процесуиран, рече денеска министерот за здравство Азир Алију. Иако првично беше најавено дека ќе почне да важи од 1 март, примената беше одложена поради забелешки од угостителите и тутунската индустрија. Официјално е отворен нов шелтер центар наменет за заштита и поддршка на жртви на семејно насилство, сместен во стан во сопственост на град Скопје, кој е отстапен на националната мрежа против насилство врз жени и семејно насилство Глас против насилство. Градоначалникот Орце Ѓоргиевски и извршната директорка на националната мрежа Елена Демушевска потпишаа договори и извршија примопредавање на станот. Овој простор е за солниште, надеж и нова шанса. Место каде што стравот полека се заменува со сигурност, каде што тишината добива глас, а болката разбирање. Со обезбедување на соодветни услови за работа и згрижување, ги зајакнуваме сервисите кои секојдневно обезбедуваат директна помош, советување, заштита и поддршка на жртвите. Од безбедносни причини и за заштита на корисниците, локацијата на станот останува строго доверлива, вели градоначалникот. Бран штрајкови и протести ја зафати Грција. Бензинските пумпи на островот Лесбос се затвораат. Таксистите излегуваат на улиците во Атина, а сточарите алармираат дека мерките за шап и лигавка се премногу строги. Председателот на Сдруженијето на сопственици на бензински пумпи Никос Папагеоргију предупреди дека по воведувањето на ограничување на профитната маржа, цените на горивата растат, а ограничувањето е толку ниско што многу пумпи не можат да ги покријат трошоците, поради што дел од бизнисите се соочуваат со затворање. Бројот на случаи на бактериски менингитис предизвикан од менингокок
се зголеми на 27 во споредба со 20 во средата, од кои 15 се потврдени, а 12 се уште се следат, објавија денес здравствените власти во Англија, додека 2 млади лица веќе ги загубија животите. Агенцијата за здравствена безбедност на Велика Британија соопшти дека се спроведува превентивен антибиотски третман за студентите на Универзитетот во Кент и за лица кои присуствувале на настан во Кентербери. Во тек и вакцинација против менингитис Б, а Лондон е во состојба на зголемена готовност. Генералниот секретар на НАТО Марк Руте денеска изјави дека е уверен дека сојузниците ќе најдат начин да ја обноват пловидбата низ Ормускиот теснец, кој е парализиран поради иранските напади врз бродовите што минуваат по нападот на САД и Израел. Тој посочи дека се водат интензивни разговори меѓу сојузниците и со Соединетите Американски држави за справување со ситуацијата. Во меѓувреме, Доналд Трамп ги критикуваше европските партнери за недоволна поддршка, најавувајќи можност за преиспитување на улогата на САД во алијансата, иако дел од земјите како Естонија понудија помош. Германскиот канцелар Фридрих Мерц ги поздрави сигналите од Доналд Трамп дека воените операции во Иран би можеле да завршат, оценувајќи дека тоа отвора простор Европа да придонесе за стабилизација на Блискиот Исток. Пред самитот на ЕУ во Брисел, Мерц изјави дека е благодарен за пораката на Трамп за можен прекин на непријателствата. Трамп предходно посочи дека Израел извршил напад врз најголемото иранско гасно поле, но додаде дека нема да следуваат нови напади доколку Иран не возврати. Речиси 610 земји во светот вовеле некаква форма на забрана за користење мобилни телефони во училиштата, покажуваат најновите податоци на УНЕСКО. Според извештајот, 114 образовни системи, односно 58% од земјите, имаат национални ограничувања, што е значително зголемување во споредба со 24% во 2023 година. Во дел од земјите, како Колумбија, Естонија и Полска, се применуваат поблаги мерки, додека во други, како Северна Македонија, одлуките се носат на локално или регионално ниво. Ова беше се во денешното издание на попладневните вести на Слободен печат. Останете да се информирате од нашиот веб портал slobodnpečat.mk. Пријатно!